Редовната физичка активност се почесто станува секојдневие и дел од нашите животи. Денес ќе истражуваме во ова издание на Приказна колку редовната физичка активност е значајна за нашето здравје и за нашето ментално здравје. Останете со нас. Спортот е многу важен, тоа го гледаме постојано. Во последно време редовните физички активности стануваат дел од нашето секојдневие, дел од нашите животи. Оно што е карактеристично е да ги разгледаме сите опции кои што имаат влијание врз здравјето, но и врз социјалниот живот на луѓето. Денес за нив зборуваме во ова издание на Приказна. Свеста за здрав живот според дел од експертите е поразвиена за разлика од претходно. Почетоците за истражување на односот помеѓу физичката активност, спортувањето и здравјето датираат уште од 1950 година. Постои огромна бројка на научни докази за позитивните ефекти на физичката активност врз здравјето на луѓето. Редовното практикување на физичка активност им помага на луѓето во одржувањето на здрава телесна тежина и го спречува низиното прекумерно зголемување. Дополнително, кога освен физичката активност постои намален калориски внес, ефектот врз телесната тежина е уште поголем. И намалувањето на времето поминато во седење е важно. Постојат силни докази дека зголемено седење, особено при гледање телевизија или активности на компјутер, е поврзано со зголемена телесна тежина и дебелината кај децата. Пред се за децата веќе почнам, најважно е за нивниот раст и развој. Значи физичката активност во комбинација со добар сон, добро избалансирана исхрана, значи многу за растот и развојот на децата и како тие може да станат во здрави тинеџери. Понатака ќе продолжам за возрастните. Секојдневната физичка активност, ајде да речеме 2 до 3 пати во неделата, го подобрува како психичкото, така и физичкото здравје, го ослободува од стресот, што ова денешно време на живење нели е во голема количина. За одржување на здрава тежина и позитивни ефекти врз здравјето, возрастните треба да практикуваат најмалку 150 минути на умерена физичка активност неделно или 75 минути силна физичка активност или комбинација од двете. Кога зборуваме само за здравје, не за професионалност, туку за рекреативно спортување, за да бидеме здрави, идеално е да одвоиме 2 до 3 пати во неделата за физичка активност, која ќе усклопиме со правилен начин и здрав начин на исхрана, со сето тоа да придонесеме за добра благосостојба и здравје на нашето тело. Не треба тоа да е ништо претешко, да се плашите за да почнете физички да бидете активни, доволно да излезете и да пешачите, да почнеме треба од некаде, затоа што многу често луѓето се плашат, леле ова е за мене тешко, јас не можам ова да вежбам, пријателката вежба, тоа е страшно, не се сложуваме со сето тоа. Најдете начин полесен, 2-3 пати во неделата, тоа се 3 часа да излезете во сала, дали ќе биде тоа на отворено. Најмалку 30 минути умерена физичка активност 5 дена во неделата го намалува ризикот од некои незаразни болести кај возрастните, како кардиоваскуларни болести, мозочен удар, дијабетес мелитус тип 2, рак на дебело црево, рак на дојка. Децата и адолесцентите на возраст од 5 до 17 години треба да практикуваат најмалку 60 минути умерена до силна физичка активност дневно. И децата и возрастните треба да вклучат и физичка активност со која се прави зајакнување на мускулите и коските 2 до 3 пати неделно. Ако имате деца, сте родителот, ќе треба да сте примерот. Не може детето да го терате да јаде брокула, а вие да јадете пица. Исто како што не може на детето да му речете ајде вози велосипед, а вие да седите и да пиете кафе. Родителот е најдобриот пример за детето да биде физички активни, така да одлучете се што вас во моментов затоа што сме успорени, не работат сите клубови, спортски дел од тие работи, нели не функционираат. Школството исто така е успорено, па прават некои вежби онлайн, што можда и тоа не е доволно, затоа најлесно е него водно, имаме златна планина тука во градот. Качете се вие со вашите деца, нема да ве одбијат, сите заедно излезете на кеј вежбите, ќе бидат активни. Кај децата физичката активност го зајакнува срцето и им помага на децата да ја задржат нормалната тежина и крвен притисок, што понатаму ќе влијае да се намали ризикот за срцев и мозочен удар кога ќе пораснат. Децата се природно активни, енергични, но ако не се поттикнуваат на физички активности, може да станат неактивни. Во последно време се повеќе поминуваат време во седење онлайн настава, играње видеоигри, гледање телевизор, користење интернет. Најновите истражувања покажуваат дека
многу е важно децата во рана возраст да имаат физичка активност од неколку причини. Прво е правилно држење на телото. Тоа што на секој од нас родителите ни пречи ако нашето дете нема правилно држење на телото. Потоа физичката активност во таа рана возраст ги јача коските на детето. И на крајот ако земеме дава бенефит за кардиоваскуларниот и респираторниот систем кај децата. И затоа е многу важно да имаат одредена физичка активност. Ја не говорам, значи сакам да бидам јасен овде, не говорам за тренажен процес или организиран систем, туку да има физичка активност. Видот и количината на физичка активност кај децата се менува со возраста. Физичката активност за децата е забавна, се чувствуваат срекни, кај децата се развива самодовербата, а се подобрува и вниманието и учењето. Физичка активност од 60 минути дневно им помага на децата и младите да го подобрат здравието, учењето, да зајакнат физички, да се забавуваат со пријателите, да бидат посрекни, да им се подобри самодовербата, да ја одржуваат нормалната телесна тежина, да научат нови вештини. Пливањето не само како спорт, ако сакате, туку пливањето веќе и како едно масовно движење и потреба во време на пандемија е многу препорачливо за децата во таа рана возраст, со тоа што во најголем процент кога ќе работат стручните лица со деца од одредена возраст или рана фаза, тие изведуваат вежби за јакнење на мускулатурата, потоа вежби за лабавење на некој начин на телото. Се зависи од тоа како било оптоварувањето во текот на таа спортска активност. Меѓутоа, ако земеме од рекреативен аспект, да детето тоа го прави исклучиво за здравствени бенефиции. Децата на возраст од 5 до 17 години треба да го намалат времето кое го поминуваат седејќи. Времето што го поминуваат пред телевизор или компјутер треба да се намали на не повеќе од 2 часа дневно. Умерена физичка активност вклучува аеробни активности кои придонесуваат кон определено зголемување на срцевата работа и дишењето. На скалата на интензитет од 0 до 10, таквата активност би била 5 или 6. Тоа е брзо одење, танцување, пливање или возење велосипед на рамен терен. Значењето на здравието има големо влијание врз квалитетот на животот на луѓето и воедно представува основен услов за биолошка и социјална екзистенција. Квалитетното и добро сочувано здравје представува основа за реализирање на сите цели, идеи, соништа, предизвици на секој човек, како и афирмација на неговата улога во креирање на социјоекономскиот фактор на една земја. Трчањето, оние кои што трчаат, го опишуваат како не како физичка активност, туку како стил на живење, како свој живот во кој што се насочени, фокусирани и сметаат дека им го променил и начинот на гледање, и начинот на функционирање, а и здравјето. Дали се согласувате, дали вие сметате дека трчањето е животен предизвик, ама во исто време и животна приказна? Јас би тргнал од една мозочна приказна кога е трчањето во прашање. Значи, трчањето во нашите мозочни ќелии создава два хормона, едниот е серотонин, тоа е и ендорфин, тоа се хормони на среќата и радоста. И затоа во еден одреден момент ние трчаме се повеќе и повеќе, бидејќи како и во наводници наркозависниците стануваме зависни од таа хормонска доза која треба да ја примеме во некој дел од денот, зависи кој како се распоредил. Тоа има и добри страни, понекогаш има и лоши страни, бидејќи не штедејќи го своето тело да добиеш таква доза од ендорфин и серотонин, понекогаш правиме и собствени повреди на телото, па после тоа кога ќе паузираме ни паѓа многу тешко. Еве јас сум во моментот во таква пауза, па мислам дека не изгледам толку несреќно. Не. Кој беше предизвикот кој што вас ве мотивираше да почнете да трчате? Мојата приказна е малку чудна, како и се што било во мојот живот. Јас никогаш не сум сакал да трчам должини. Значи, бидејќи сум бил атлетичар, сум бил
спортист во повеќе дисциплини, се тоа било што можело да се реши два пати, значи во рингот кога било дали е џиу-џитсу, дали е борење, дали е џудо, дали е кикбокс и така натаму, све требало да се реши во 3 рунди по 2 минути или што ја знам. Или во трчањето, на пример, сум трчал 100-200 метри најдолго. И кога бил тренинг, на пример, за должина во Работничи, каде што и тренирав, скоро никогаш да не одев на тој тренинг, бидејќи ми беше досадно, трчавме од стадионот до Зајчев рид, а таму правевме убрзања. Ја обично идев со точак, пони имав тогаш. Одев позади Зајчев рид, ги правев убрзањата и онда со точак се враќав назад, глумејќи дека ме боли коленото за должина. И така не станав успешен атлетичар, бидејќи должината во суштина после тоа се докажа дека е кралица на сите спортови. Но ете, на 50 години почнав, 99 имам направено трки, што нешто малку маратони, нешто повеќе полумаратони, нешто планински трки и така. Дали за трчањето треба некоја посебна подготовка во смисла начин на живење, во поглед на исхрана, дали треба да се консултирате со некој кој што стручно го познава тоа како дисциплина, кој што може да ве насочи, да ви помогне во смисла колку да тренирате, каква треба опремата да ви биде со цел да не се повредите, што да избегнувате, или може секој кој што сака да трча, да трча? Јас мислам дека секој што ќе помисли да трча, треба да излезе да трча, затоа што е тоа лична определба. Сега, во последно време, тоа стана многу фенси. Има разноразни клубови. Значи, тука се споделуваат лични искуства, тука се разменуваат искуства за какви патики, што патики, така да е сега многу полесно. Пред 10 години, кога почнав јас да трчам на Скопски маратон, мислам дека имаше околу вкупно 200 учесника, 210, не ме држи за збор. Кога трнав јас да трчам полумаратон, а сега е бројката некаде стигната до околу 3.500-4.000, значи најмалку 200-300 пати ја зголемена од тогаш, а да не зборуваме зона за 5 километра, каде што е тоа тотално масовно, по 10-15 луѓе трчат и во Скопје. Секој што ќе се осмели да го преде прагот на комфортна зона, прави многу добро за себе. Ако знаеш па уште да бидеш одмерен во целата приказна, како што јас не сум, затоа на многумина кој ќе кажам, аве паралузирајте сега, не преди, ти ли најде да ми зборуваш. Во право се до некаде. Ама јас бидејќи наполнив влегов во 6-та деценија и татко ми кога беше овој Беличенец, мислам дека беше премиер на владата, отиде во пензија. Ја им викам, ја како надобуден пензионер сега можам да си земам за право да ви кажам дека некои работи треба вака да ги правите. Обично никого не слушаме. Ни тие што им ги даваш, им го даваш советот, они викаат аха, добро, и од тоа применуваат 5%. Така да е многу индивидуална работа, како сите ние го правиме тоа. Важно кој ќе сподели некој дека има подобар тренинг од тебе, наредниот ден сакаш, сакајќи не сакајќи да го сплескаш, ама во таа твојата категорија. Например, некои трчаат за некоја мисловна именка да трча километар 5 минути, што ја знам, за некој е смешка да трча 5 минути, за некој идеја 4, за некој 3 минути и така натаму. Али тоа се групираат измеѓу 3, 4, 4, 5, ама секој гледа секој ден да биде подобар, што е во суштина Mission Impossible. Без пауза е Mission Impossible. Али и ја не сум правил паузи, така да ја имав таква фаза 2015, 16, 17, го платив со сопствено здравје. Зборувам лигаменти, тетиви, колена и така натаму, но за моја среќа се уште никој немал таква чест да ме оперира, значи ни мојот другар Боро Илиев, со кого интензивно се дружам надвор од неговите работни обврски и викаме еден ден, вика сигурно ќе ми дојдеш, вика. Ја му викам еден ден сите ќе умреме. Ми таа е точно. Се знае дека секоја физичка активност придонесува да се чувствуваме и ментално подобро и здравствено подобро, но оно што ми е интересен мене момент кај трчањето е дека се создава една интересна дружина. Значи има еден социјален момент кој што ги спојува сите кои што трчаат. Од секогаш си знаела да правиш градација во разговорите. Тоа е у суштина и најдобриот дел од целата приказна. Јас текнав, да кажам, на десетици, бидам скромен, на 100, можеби повеќе нови пријатели, нови другарства. Патувајќи низ светот, осознаваме многу нови
средини, луѓе кои сакаат на еден друг начин да го има друг лајфстайл. И јас себе ќе ти кажам, во Словенија, во Љубљана на трчање, гледам на масата на доручек во хотел Слон направена голема маса. Викам, кои се овие што ќе седнат сите за вика, тоа е една фамилија, вика, од Норвешка. Значи, таткото, мајката, керката, синот, со зетовците и со снаите и со сите внуци. Значи, тоа беше една... И ја пробав да им се приближам и им реков да ме усвојат. И седев со нив и си направив еден муабет и они уствари правеа годишни одмори. Нивните годишни одмори биле поделени на 4 места, значи таа година ќе виделе во Словенија, па наредната им била Будимпешта, Букурешт и мислам дека било Рим. Така да и во Рим после тоа ги сретнав. И тоа е една патувачка фамилиарна дружина на еден друг начин, годишните одмори ги поминуваат. Личното искуство кај нас во Македонија е во тоа што навистина се создаде критична маса за патување по светот. И јас лично гуштерно рекреативно плажно сунчење го заменив со овие и парите кои ми се наменети за годишни одмори, обично ги трошев на овие тркачки патувања. И многу интересно е да за другите кои сега го прават тоа и се надевам дека кога ќе помине ова циркузијада од корона, ќе го имаат това како сознание. Например, кога би се случило Рим да биде затворен за вас? Осеќате како император. Значи, цел Рим, комплетно, значи може да го видите од агол на една улица. И за разлика од нас што бркавме време, во Рим јас се изненадив, се шокирав просто. Имаше многу облечени во апостолки, викам, како овие ќе трчаат? Бидејќи Рим беше 8 сати, значи за да можеш да го поминеш целиот маратон, 42 километра. Тие си дошли уствари на екскурзија, на секој 5 километра имаш убаво јадење. Они се сликале фино лепо, а јас се убив да ги пројдам тие, бидејќи тоа ми беше прв да ги прерипам уствари. А овие другариве мои имаа веќе времење. Не, имаа времење, па нив ги става во друг бокс. А јас бев со овие сите шетачиве, така речи. И беше многу интересно, додека ги изрипав ми поминаа 3-4 километра, али кога ќе размислам сега од овој агол, мислам дека луѓето се уствари го право. За нив беше затворен цел Рим. А Њујорк веќе е друга приказна. Која песна од меморија е најчесто мотив за поголеми предизвици во поглед на спортскиот резултат на трчањето? Кога ќе прашаш татко на многу детно семејство, кој дете кој од детето ти е најпаметно? Па, што знам, сите деца ви се паметни, али суштината кажува во временскава дистанца дека Оган под звездите е некаква несудена емотивна химна на нашата држава, а Дирлада е несудена свадбарска песна која растура, значи ние сме некаде повеќе од 5 милиона, мислам, на YouTube. Така да, еве тие две би ги одвоил, без разлика што сите деца ми се сакани. Тука се разбира дека во тоа многу детно семејство да биде толково учествувале сите членови на меморија и без секој од нив ова не би било така успешно. Случајно моја другарка веќе трчаше година дена и ми предложи да почнам да се занимавам со овој тип на спорт. Најпрво бев скептична, бидејќи ретко кој сака, кој ќе му каже тај да пробаш да трчаш, да почнеш да трчаш. Но се обидов да направам први чекори. Најпрво одев, трчав и после 3 месеци некако ова моје трчање стана зависност. И последниве 6 години веќе секојдневие на мојот живот. Трчањето некако ми дозволува да соберам повеќе енергија во текот на денот или после ако трчам после работа и работните обврски, да се олабавам после напорниот ден. Едноставно, ако не трчате, не можеме ние трчачите да ви објасниме какво е чувството кога ќе го завршите тренингот, бидејќи се чувствувате на еден начин исполнето. Едноставно, ако не трчам, не сум таа Тања што ме знаат луѓе во последниве 5-6 години.
постојано имам ментор, ги менувам менторите, бидејќи кога имате некој ментор подолг временски период, се навикнува телото на таков тип на вежби. Сега дури имам ментор од Америка, кој ми праќа тренинзи и за јачината на телото, и односно спречување на повреди, и ми дава тренинзи во текот на неделата. Ми го следи развојот и ми дава совети каде грешам и што грешам. Во исто време во Македонија комуницирам со физиотерапевт, кој понекогаш трча со мене за да види дали падот на ногата е како што треба и дали трчањето, телото при трчање го држам исправно како што треба, бидејќи многу луѓе сметаат дека ќе стават патики и ќе почнат да трчаат, но ако тоа не го правите правилно, бидејќи има сепак правила, се случуваат повреди и тие повреди, барем на мои години, може да бидат не толку препорачливи. Тоа нема врска, изговор секој си бара. Значи, ако можам јас да најдам време, може секој да најде време. Ви треба 1 до 2 часа во текот на денот да се посветите на себе. Некогаш има пократки трчања, некогаш повеќе, бидејќи бенефитот од трчањето или физичка активност, каква и да било физичка активност, придонесува многу за секој човек. Трчам најчесто во утринските часови, посебно летен временски период, кога температурите преку ден знаеме дека се високи, и тоа рано се бајле, во 5 часот веќе сум, пред 5 часот сум на кеј. Кога се други годишни времења, правам комбинација, некогаш трчам, најчесто трчам како што реков наутро, но некогаш може и попладне, во зависност од тоа какви ми се работните обврски. Еден тренинг е во текот на неделата имате различен тип на тренинзи, значи не е воопшто ист секој ден. Најчесто имате загревање пред да трчате должина или трчате забрзувања, и потоа исто така треба 20 на минути да посветите на истегнување. Затоа што ако не се истегнете правилно, можни се повреди. Да, ја менувам исхраната, многу помалце јадам јаглехидрати, иако понекогаш се потребни за трчањето, ме води нутриционист во целиот процес. И вага сега кога зборувам, имам тренер, имам нутриционист, некој ќе мисли дека тоа многу чини, значи не чини многу, бидејќи во сега барем на Google можете да најдете секакви работи, совети од поранешни трчачи или поранешни нутриционисти, тие да ги спроведувате. Но убаво е да имате, ако се занимавате со нешто и ако сакате резултати, да посветите време и се разбира понекогаш и финанси. Имам нутриционист кој ме следи и ми дава совети што да внесувам во исхраната, што да намалам, бидејќи исто така физичкиот напор при однос на трчањето изискува одреден тип на храна претходно да земате, пред се да не зборуваме за трки. Кога имате трка, последните 3 до 4 недели мора да внесувате и повеќе течност од претходно поради можност за дехидрација. Таа е една од најпознатите инструктори по аштанга јога кај нас. Оние кои добро ја познаваат за Лела Рамковска ќе кажат дека поседува особено смирена енергија. Кога животот ќе те стави пред предизвици, важно е во нив да најдеш инспирација, а потоа да излезеш посилен и подобар човек. Таков е и нејзиниот пат во јогата. Од физички аспект тоа беа симптоми на главоболки, на вртоглавици, на проблеми со кичма, на проблеми со вратот. Така да прво почнав од тие многу видливи и по-прости причини, да кажеме, меѓутоа ми помогна во многу широк, поголем дел, сакам да кажам и на психичкиот момент, кои што се тие кои што предизвикуваат такви некои проблеми и блокади во човековото тело. Ако за нешто чувствуваме дека тоа е вистинското за нас, тогаш начин да се реализира истото наоѓа секој кој сака да излезе како победник од било која ситуација. За незините почетоци вели дека учела сама, претежно онлайн, иако тогаш уште не било модерно да се вежба од YouTube или со снимени програми, како што е случај денес. Но постепено од тогаш јогата ја има вклопено во незиниот стил на живот. Јогата за мене е вклопување во мојот начин на живот, кој што не е, да речеме, јогиски начин на живот, бидејќи не може во едно модерно вакво општество каде што животот е стресен и брз и имаш обврски, имаш фамилија, имаш
едноставно реален живот кој што не може баш да се живее онака како прав јоги кои што се изолираат и кои што може да се дозволат таков еден вистински јогиски начин на живот. Меѓутоа, јогата во голема мера ми помага да се справам со стресни ситуации, да реагирам посмирено и посталожено. Јогата ни дава виталност и енергија, стекнување флексибилност, што значи младост, тонирани мускули, а ни обезбедува и заштита од повреди. Но ова се само дел од бенефитите од вежбањето. Продира во многу подлабоки некои слоеви, значи со разбирање на себе си, со сваќање на себе си, прифаќање на себе си и работење на себе си секојдневно, а не само за тело и за физички изглед. Постепено и со еден континуитет, без да се форсира, се стекнува едно здравје, едноставно ти е умот, срцето, телото во некој баланс. И затоа тие што почнуваат со јога, обично кога ќе помине месец-два, тоа веќе е за цел живот. Значи, ако и ве споредиме со други спортови, не сакам да генерализирам, меѓутоа многу често се случува, почнуваат колку за некои физички цели, дали е тоа најмногу пред лето, неколку месеци и така натака, додека со јогата која ќе го почувствуваш она што на вистина некако те оттрга од малите ситни нешта, си останува како навика за цел живот. Нејзините пријатели за Лела ќе кажат дека никогаш лесно не им подлегнувала на неуспесите, туку се обидувала одново и одново, борејќи се за она кое го зацртала како цел, како сон. Јогата е една од тие цели, а нејзината приказна инспирација за многумина кои не веруваат дека можат да станат подобра верзија од себе. Лошата исхрана во комбинација со недоволно физички активности резултира во лошо здравје. Денес за ова истражуваме во ова издание на Приказна. Еве ги фактите кои што ги откривме. Под физичката активност се подразбира секое телесно движење предизвикано од скелетните мускули со кое се троши енергија. Терминот физичка активност не треба да се меша со вежба. Вежба е подкатегорија на физичката активност која се планира и е структурирана, повторлива и намерна, а со цел да се подобри или одржи една или повеќе компоненти на физичката кондиција. Физичка активност вклучува вежбање, како и други активности кои вклучуваат телесно движење и се прави како дел од игра, работа, активен превоз, домашни и рекреативни активности. Големо влијание врз социјалниот аспект врз луѓето, кој во овие моменти е премногу намален кај луѓето и им служи за дружење, забава. Овој тип на тренинг е наменет за лица кои што повеќе го практикуваат седалниот начин на живот, оние кои што не се движат доволно во текот на денот, за постари луѓе кои што сакаат да спречат атрофија на мускули, меѓутоа за сите рекреативци кои што се бават со некој спорт како што е велосипедизам, планинарење, трчање на патеки и сакаат да бидат подобри во тој спорт, го практикуваат овој тип на тренинг и за оние кои што сакаат физички предизвик, без разлика дали се рекреативци или спортисти. Над 80% од адолесцентната популација во светот се недоволно физички активни. Недоволната физичка активност е еден од водечките фактори на ризик за смрт во светот. Околу 3,2 милиони смртни случаи во светот се поврзуваат како индиректна последица од физичка неактивност. На глобално ниво, од четворица возрастни, еден е физички неактивен. Луѓе кои се недоволно активни имаат 20% до 30% поголем ризик од смрт во споредба со луѓето кои се доволно активни. На глобално ниво, околу 23% од лицата на возраст од 18 и повеќе години не биле доволно активни во 2010 година. 20% мажи и 27% жени. Во земјите со високи приходи, 26% од мажите и 35% од жените биле недоволно физички активни, во споредба со 12% од мажите и 24% од жените во земјите со ниски приходи. Мојата теорија за сето тоа и она што јас го практикувам и мојата фамилија и мојата околина и моите вежбачи повеќе од 10 години е балансирана исхрана која што подразбира внесување на паралелно на јаглехидрати, протеини и масти во секој оброк,
со што ќе направиме еден баланс, ќе внесеме што повеќе свеж зеленчук овошје и при тоа ќе избалансираме со тоа што ќе донесеме и протеин во секој оброк. Лошата исхрана и слабата физичка активност се најважните фактори кои придонесуваат за епидемијата на зголемена телесна тежина и дебелина во светот. Ситуацијата во нашата држава сугерира дека тие проблеми се се повеќе присутни кај популацијата во Република Македонија. Бројките покажуваат дека 60,5% од мажите и 47,8% од жените на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, а околу 20% од возрастните во државава се дебели. Дури и да не постојат зголемената телесна тежина и дебелината, лошата исхрана и физичката неактивност се поврзани со најголемите ризици од морбидитет и морталитет. Во нив се бројуваат и кардиоваскуларните болести, хипертензијата, дијабетот тип 2, остеопорозата и некои типови на канцер. Со вежбање редовно се ослободува хормонот ендорфин или попознат хормонот на среќата, така што ви исполнува со позитивна енергија редовното вежбање и ви помага сите обврски во денот да ги завршите многу полесно. Децата се особено важна група на која се фокусирани овие насоки. Се повеќе докази ја покажуваат клучната улога што оптималната исхрана ја игра во текот на животот. 1/3 од децата на возраст од 6 до 7 години во Македонија се со зголемена телесна тежина или се дебели, а 13% се дебели. Се почесто ризик факторите за појава на болест се откриваат во детска возраст, многу порано од времето во кое истите би се очекувало да се појават. Навиките за исхрана воспоставени во детството често се рефлектираат и во подоцнежниот живот, правејќи ги раното прифаќање на здрави навики во исхраната и физичката активност важен приоритет. Редовната физичка активност со умерен интензитет, како што се одење, возење велосипед или спортување, има значајно влијание врз здравјето. Редовното и соодветно ниво на физичка активност влијае на подобрување на мускулите и кардиореспираторното здравје, подобрување на коските и функционалното здравје, го намалува ризикот од хипертензија, коронарни заболувања, мозочен удар, дијабетес, разни видови на рак, вклучувајќи рак на дојка и рак на дебело црево. Депресија го намалува ризикот за посериозни повреди при паѓање, особено повреда на колк или скршеници на рбет, и од фундаментално значење за енергетскиот биланс и контрола на тежината. Физичката активност е еден од основните животни потреби на секој човек и извор на големо задоволство. Физичките активности се бројат само ако ги правиме подолго време. Дали ова е точно? Останете со нас, ќе ви откриеме во демистификацијата на митовите кои што и денес ви ги подготвивме во рамките на ова издание на Приказна. Кој спорт е идеален за вас според хороскопскиот знак? Вакви текстови може да креираат манипулативна перцепција во јавноста. Токму од овие причини денес разгледуваме дел од митовите кои се однесуваат на физичките активности. Мит број 1. Вежбањето уморува. Факт? Да. Може да се чувствувате уморни за време на тренинг сесија, но кога ќе завршите обично чувствувате силна енергија и тоа некое време подосна. Било која редовна физичка активност ќе го подигне вашето вкупно ниво на енергија. Ако имате проблем со концентрацијата на работа или сте изложени на силен стрес, најдобриот лек е кратка прошетка или друга физичка активност со која ќе го разбистрите вашиот ум, ќе ги зголемите нивоата на енергија и ќе го намалите менталниот стрес. Вршењето редовна физичка активност помага и да спиете подобро навечер, оставајќи ве свежи и енергични во текот на денот. Мит, физичката активност се брои само ако ја правите долго време. Факт, не треба да бидете активни подолги периоди само за да добиете количина редовна активност која е препорачана. 150 минути или 2 часа и 30 минути со умерена физичка активност секоја недела се доволни како активности. Пример за активност со умерен интензитет е брзо одење. Интервалите во кои сте физички активни може да ги зголемувате или намалувате. На неделно ниво па дури да правите кратки 10-минутни физички активности 3 пати во 5 или повеќе денови од неделата. Совет, пронајдете начин да внесете кратки сесии на физичка активност во вашиот ден. Додека сте на работа, направете пауза од 10 минути пешачење или направете шетање наместо седечки состанок, доколку работата и распоредот ви дозволуваат. Користете скали наместо лифт или ескалатор. Излезете од автобус една станица поредно од вашата крајна. Запознајте пријател на прошетка наместо оброк. Мит. Кревањето тегови не е добар начин за да го подобрите вашето здравје или да изгубите тежина. Факт,
скревањето тегови или други активности како што се склекови или некој вид јога, 2 до 3 пати во неделата може да ви помогнат да изградите силни мускули, секако нема да ви пречат. Како и други видови на физичка активност, активностите за зајакнување на мускулите ќе помогнат во подобрување на вашето здравје и исто така може да помогнат да ја контролирате телесната тежина. Но за да избегнете повреди или преголем напор, најдобро е да консултирате тренер кој ќе ви помогне со стручни насоки. Совет: користењето на големи гумени ленти или ленти за отпор, правење стомачни па дури и домашни работи или активности во вашиот двор, што ве тераат да кревате или да се качувате по скали, може да ви помогнат да изградите силни мускули. Македонците поминуваат многу време седејќи на работа во автомобил пред компјутер, телевизор или други уреди. Прекинете го времето за седење со станување и раздвижување, па дури и за 10 минути. Овие минути може да се зголемуваат секој ден. Спортот и физичките активности може би не водат директно до нашето здравје, но и тоа како имаат влијание врз него. Особено кога тоа ќе се направи во комбинација со исхраната. Следи артикулација. Спортот и физичката активност сами по себе не водат директно до подобрување на здравјето, но во комбинација со другите фактори промовира еден здрав начин на живот. Физичката активност ја намалува анксиозноста и мускулната тензија, со што помага во превенција од стресот. Пешачењето е целогодишна активност, лесно повторлива навика чија цел е зголемување на физичката активност кај слабо активната популација. Одењето е активност која не зависи само од јачината на мускулатурата, туку и од рамнотежата и од способностите кои се учат секојдневно во текот на животот. При пешачењето, како и при вежбите, се користат само големите мускули на телото, се зголемува активноста на срцето и белите дробови. Трчањето како спорт во кој ги користиме целото тело, помага за хармоничен развој, правилно држење и одење. Така помага во подобрување на целокупното здравје. Трчањето има моќен ефект врз најважниот орган во телото – срцето. Срцето е мускулен орган и како и секој друг мускул се приспособува на напор. Препорачливо е да вежбате најмалку 30 минути секој ден за зајакнување на срцето и остатокот од телото. Лицето кое постојано трча има побавно отчукување на срцето, затоа што кога срцето се одмора, пумпа доволно крв при секоја контракција за да не мора толку брзо да чука. Предпоставувам денешните приказни ќе ве инспирираат и вие доколку досега не практикувавте физички активности да започнете како добра насока за да го подобрите вашето здравје, вашата социјализација и воопшто вашиот живот. Се гледаме во следната приказна. До гледање.